Председателе, почитуван вице-премиер, почитувани министри во владата, почитувани колеги пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска имам две прашања кои во интерес на јавноста сакам да ги поставам до министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Антоновски. Министре, пред 2 дена изјавивте дека владата му нуди на јавното обвинителство превземање на државниот систем за управување со документи и електронска архива со цел зголемување на транспарентноста и намалување на можностите за корупција и одолговлекување на предметите. Вие предложивте обвинителството да го користи системот што е веќе имплементиран во дел од државните органи. Според вас, секој нов предмет, било да станува збор за кривична пријава или преставка од граѓаните, ќе биде веднаш електронски евидентирана, со што ќе се спречи можноста за нејзино губење или заборавање. Од тие причини, моето прво прашање, министре, е: имајќи предвид дека со воведувањето на електронска архива и дигитално управување со предметите, се најавува суштинска промена во работењето на институциите и ставање крај на практиките на чување предмети во фиока, кои представуваат ризик за неефикасност, селективност и корупција, а собранието лани ги донесе измените на Законот за архивско работење, со кој се овозможи целосно дигитално архивирање. Ме интересира колку институции досега се вклучени во системот за електронско управување со документи, ДМС, и кој е конкретниот план и рок за неговото проширување на ниво на целата јавна администрација. Тука детално ме интересира како е обезбедена безбедноста на системот, особено во контекст на сајбер заканите, заштитата на чувствителни податоци и континуитетот на работењето, имајќи ги предвид претходните предизвици со ИКТ системите во институциите. Моето пак второ прашање, кое исто го упатувам до вас, министре Антоновски, имајќи предвид дека Европската комисија предложи отворање на преговори за воведување на роаминг како дома помеѓу Европската унија и земјите од Западен Балкан, што представува значаен чекор кон намалувањето на трошоците за граѓаните и стопанството, ме интересира во која фаза се наоѓа процесот на отворање и водење на преговорите за роаминг како дома и кои се следните институционални чекори на ниво на Европската унија и на национално ниво, тоест, кои законски и регулаторни усогласувања се веќе направени, особено во рамки на измените на Законот за електронски комуникации, и дали тие се целосно согласени со Европскиот кодекс за електронски комуникации ИСС. И која е реалната временска рамка во која граѓаните на Македонија би можеле да ги почувствуваат придобивките од роаминг како дома во односите со земјите членки на Европската унија? Ви благодарам.